однос на членот за кој што зборуваше колегата, мојот став е дека е грешно во јавноста да се создава впечаток дека некои работи се менуваат поради индивидуалци и дека ако има потреби, кои што мислам дека сите ги имаме установено, дека има потреби кривичното законодавство во државата да се подобри, еве ова за говорот на омраза е само еден пример, дека треба по детално, поотворено, потранспарентно, низ дебата да стигнеме до подобрување на сите членови во тој кривичен закон. На тој начин и јавноста ќе знае зошто нешто менуваме и нема да може да и ние како пратеници и општеството да биде вознемирено за тоа дали ќе има или ќе нема правда. Навистина сметам дека треба да има правда, но исто така и да ги афирмирам заложбите кои што вака досега многу сте ги зборувале од опозиција за сразмерни казни, не само во казнената, туку и во прекршочната политика. Ете и таков закон сега наредно ќе имаме, така да не треба ова да останат само зборови. Сметам дека ние треба да имаме храброст да се соочиме со јавноста, да разговараме. Ако има некои работи кои што не се дефинирани, кои што треба подобро да се дефинираат, зошто да не зборуваме за тоа, затоа што мислам дека тоа е единствениот начин, онаму каде што дали нешто било напишано за политички прогон или не, да не може понатаму да биде така толкувано и да не се остава простор за многу слободни дефиниции понатаму во иднина. Мислам дека имаме доволно и човечки потенцијал и тука и има интерес во пошироката јавност во однос за овие прашања и нема зошто тие да не се отворат, но не на начинот како што тоа беше вчера, што за жал малце го стави во втор план големиот чекор позитивен кој што со промените на овој закон го правиме, а тоа е опфаќањето на говорот на омраза. Повторно ќе повторам, посебно на маргинализираните групи што на моменти се квалификувани на многу ниско ниво, да не бидам вулгарна. Благодарам.